Во објектот Бамби на детската градинка Павлина Велјанова започна проектот Екоградини во детските градинки од програмата Еразмус Плюс, во кој се вклучени градинки од Македонија, Хрватска и Бугарија. Со проектот се опфатени вработените во институциите од предшколска возраст, со голема вклученост и на најмладите сограѓани. Целта на проектот е децата од детските градинки да се стекнат со основни информации за процесот на селектирање на комуналниот отпад и на компостирањето. Проектот предвидува и практична примена на компостот во органското производство од страна на најмладите сограѓани, едукативна метода што остава подолготрајни знаења и вештини кај децата. Градините во двата објекта, Бамби и Сончоугради, се подготвени за почеток на практичниот дел, соопшти директорката на градинката во Кучани Едита Миткова. Започнуваме со обука на нашите наставници, односно воспитувачките, потоа сето тоа ние ќе се обидеме воспитувачките да го пренесеме на нашите дечиња и со тоа ќе ги обучиме околу делот на компостирањето, селектирањето на отпадот, како да го посадиме сето тоа за да направиме нешто со кое ќе се гордееме. Потоа започнуваме на практичниот дел во кој веќе ни се припремани дел од нашите градини во објект 1, овде Бамби, и објект 3 Сончогледи. Таму дечињата заедно со нивните воспитувачки ќе посадат зеленчук, ковошје, јаготки, мајчина душичка, кромиче, лукче и цело време ќе се грижиме заедно. Значи, ќе го наводнуваме, ќе го одгледуваме со помош на компостирани материјали, за да потоа, кога ќе биде сето тоа готово, да направиме еден мал надпревар. За цело време ќе бидеме во контакт со другите градинки и на крајот проектот кој завршува во 2020 година, ние ќе имаме надпревар и еден мал собир во кој ќе наградиме најдобрите. За значењето и очекувањата од проектот зборуваше Николина Немец од градот Лудбрек, кој е водечки партнер во проектот. Овај проект усмерен е на... Проектот е многу значаен и како дел од него ќе следуваат уште две обоки кои што ќе се одржат во Бугарија и во Хрватска. Во текот на реализацијата на активностите, детските градинки ќе бидат во постојан контакт. Проектот ќе заврши во 2020 година, кога на собир ќе бидат доделени награди за најдобрите. Третиот проект од програмата Еразмус Плюс во Кочани говори за зголемените напори на образовните институции, подржани од комуналното јавно претпријатие Водовод и граѓанскиот сектор, да се направи мал, но значаен напредок во примената на современи и практични едукативни методи.